Почитувани гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизајн ви представува Ова е рубриката Растение за нашата градина. Овој пат не се работи за растение кое во наши услови се чува во градини, туку се работи за внатрешно растение, едно од најпопуларните, а тоа е бенџаминот. Во следниот прелог што го подготви нашата колешка, ќе дознаете нешто повеќе за ова прекрасно растение. Ова растение на нашиве простори е типично домашно растение, но во оние предели со потопла клима, со поблага клима, тоа може да успее и надвор во надворешната средина. Доволно е само да му обезбедите соодветна саксија и добра дренажа, па тоа да порасне многу високо. Бенџаминот расте како дрво со овални, сјајни листови. Може да расте заедно со други растенија во саксија. Најпопуларни се видовите Golden King, каде рабовите на лисијата се жолтеникави, Midnight Lady со темно-зелени листови, Наоми со темно-зелени листови, Саманта со темно-зелени листови и светло-зелени рабови на листовите, и Starlight имаат бело на работ на лисијата. Се наводнува само кога горната почва е сува на допир. Ако бенџаминот е во саксија во домот, треба да се зголеми влажноста на воздухот во зима. Најлесен начин е да ставите сад со вода на радиаторите и често да ги пулверзирате лисијата со млака вода. Уште подобро решение е ако ја ставите саксијата во поголем сад, полн со камчиња и вода. На овој начин водата испарува и листовите ја добиваат потребната влага. Но треба да се внимава коренот да не биде постојано во вода, бидејќи може да изгние. Пресадувањето се врши со менување на саксијата на 2 до 3 години за еден поголем број. Може да се користи течно ѓубриво во пролет и лето до септември и октомври, приближно на секој 15 дена или според инструкциите на пакувањето. Бенџаминот исто така има потреба од дополнително железо за да ја одржи својата жива зелена боја, па затоа е потребно да се додава и железо во вид на таблети или со течно ѓубриво. Ако листовите се пожолтени или се појават жолти дамки, тоа може да значи недостаток на железо. Бенџаминот во пролет пушта нови врвови и оние листови кои се пожолтени е потребно да се отстранат. Така растението ќе се фокусира на здравите гранчиња. Доколку откинеме некое гранче, може да се забележи бела течност. Тоа е каучуков сок од растението, кој може да предизвика иритација на кожата кај некои луѓе. Ако во текот на зимата растението губи од долните листови и расте само нагоре, добро е да ги подрежете врвовите и така ќе предизвикате посилно раздвојување и растење на долните гранки. Бенџамин има потреба од многу светлина. Ставете го на добро осветлено место, но избегнувајте директно сонце. Во текот на летото може да се стави на балконот, но подалеку од директното сонце за да не изгорат лисијата. Многу е битна и промената на условите на гледање, така што при секое преместување или намалување на светлината може да очекувате пожолтување и опаѓање на листовите, како и да се позабави растот на растението. Може да се размножува преку резници и семиња. Во домашни услови може да го размножиме преку резници поставени во вода.
Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.